Ние сме ѓубре држава, немаме ниту закон, ниту пак нешто се трудиме да направиме, се давиме во гнасотија. Вака на денот на туризмот 27 септември, стопанствениците оценуваат туристичката сезона во заминување. Наспротив албите од економските министри дека годинава сме ја завршиле добро, туристичките работници велат дека секторот се соочува со загуби и во делови од Македонија велат дека веќе нема кој да работи во хотелите, посебно во оние од источниот регион. Правиме напори да најдеме работници, велат хотелиерите, но периодов тие ги има се помалку. Ние сме еден вид ѓубре држава, да знаете. Тоа се регулира кој што е во Западот, знаете убаво, со закон. Без закон не може да се чисти ѓубрето. Младите што се над 20 години веќе кои може да идат во странство, бегаат во странство за повисоки плати, не сака да останат. Нас не останува само таа латентна скриена, да кажам јас, работата што е веќе во светот познато, тие се средношколците од 15 до 19 години да може да работат за себе, за фамилиите, за фирмите и за државата. И додека туристичките работници ја кажаа реалноста со која се соочуваат, министерот за економија како да живее во друга земја. Вели дека туристичката сезона била успешна, иако статистика вели дека бројот на странски гости бележи пад. Можеме да резимираме дека имавме успешна сезона благодарение на политиките и мерките кои беа донесени од страна на владата на Република Северна Македонија, секако во целосна консултација и соработка со приватниот сектор. Туристичките работници се пожалија дека се уште не ги добиле парите од последниот 6-ти сет на мерки, но затоа министерот рече дека пари ќе има веќе од следната недела, иако тие требаше да ги добијат пред месец дена. Што се однесува до субвенциите, да, имаше некои административни пречки во доделувањето. Во комуникација со Министерството за економија пробавме да ги откриеме и се надеваме дека ќе бидат исплатени и се ќе биде вред. Тие што изоставиле за да не бидат исплатени, ќе бидат исплатени во наредната недела или најкасно во наредните 2 недели. Инаку оваа сезона е малку подобра од ланската поради олабавување на мерките, но сезонава е далеку од добра ако се суди по поразителните бројки на домашните и странските гости, велат од секторот. Инаку укинување на сегашните мерки нема да има, иако постои можност за нивно олабавување, рече министерот, но само ако се почитуваат протоколите и мерките за заштита.